Отца и Сина и Светлиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, еве со благослов Божи испросен од Пресветата Владичица, наша Богородица, Мајка, и годинава на овој ден го прославивме Трисветиот, Триедниот Бог, наш Отецот, Синот и Духот Свет. И воплотениот Логос Божи, распнат и воскреснат заради нас и зарад нашето спасение, во овој ден за кој што многу пати сме рекле дека не е ништо подруг и поразличен од останатите 364 денови во календарската година. Навистина не постои, ама ниту една посебна причина за да биде посебно третиран и славен од нас. Луѓето, како што се слави за жал, во секоја година од нашиот живот, така што за императив на таа слава ја имаме поентата да се прослави најлудата ноќ, најлудиот ден во година. Луди дни, луди луѓе слават, чувствме од денешното свето Евангелие, кое што зборува за љубовта Господня кон своето создание, но и за неможноста создаденото, човекот и светот, од рацете Господни, да живее, да постои, нормално и природно, во согласност со природата, Богом создадена, надвор од чадорот на божествената љубов и благодат. Но, очигледно е дека човекот сака да живее надвор од благословениот коридор на благодатта Божја. Сака да се игра Бог. Човекот сака да му докаже на Бога дека може и сам без него да постои, да го има. И од тие причини тој се прави таа своја страст да ја реализира, да го катапултира Бога некаде надвор од границите на видливиот свет. И таму некаде Бога и го сместиле доколку воопшто дозволуваат да го има. Зашто ако го има со нас, помеѓу нас, во нас, не сме биле слободни. За да се ослободиме или да станеме слободни, треба да се ослободиме од Него, изворот на нашиот живот и на нашето постоење. Алфата и омегата на нашиот живот и сите други слова помеѓу. А тоа значи дека Господ не само што не создал, и не само што не создал, предпоставувајќи ни некаква крајна цел зарад што не создал, туку тој ја превзема и грижата за нас на патот од првата
до последната буква од азбуката на живот. И ние, гордите и ослепените од гордоста луѓе, посакуваме него да го нема. Натопени во алкохол и дрога, целосно избезумени, макар во овој ден, со кој што се почнува календарската година, умислуваме дека сме богови место Бог. До првото трезвење, ако воопшто ни се случи, на духовен план, а до тоа трезвење не можно да се стигне без светото покаяние. Наша нова година е православната нова година и неа си ја славиме на 14 јануари. Во истиот тој ден го празнуваме обрезанието Господње и великиот философ и ерарх на Светата Црква Божја Василий Кападокиски. Чудото. Гледајте, има што да славаме, има што да празнуваме. Имаме зошто во тој ден да се радуваме и да се веселиме. Се разбира, духовно. И никогаш не губејќи го духовниот вид. Загледајќи го него и угледајќи се на него, да растеме во достоинството наше од Бога примено на дар. Вистински загрижени не само за судбината на човештвото, не само за својата собствена судбина, туку и за судбината на светот. Слободни од страста за секаков грабеж. Зашто тоа што сакаме да го украдеме е или Божие, или на нашиот ближен. Така се сочуваат богатите, кои што собираат за себе си. Тоа се луѓето кои што не сакаат да се богатат во Бога и со Бога, туку со земните, вештествените твари од овој свет. Господ такви не сака, но нив се повеќе ги има. И како што еден мислител деновиве кажа, не е трагедијата во грабежот на тие луѓе и во нивното богатење, туку во тоа што нема сопирачка во страста за богатење. Тие стануваат се пожеди и погладни, ненаситни, за да посакате 6 милиарди човечки личности да ликвидирате. Можете ли да замислите во колкава мера сте се острастиле по богатство што треба да им го одземете на тие 6 милиарди луѓе, за да господарите со планетата Земја, а преку неа и со сиот создаден свет, елиминирајќи го Бога од вашиот собствен живот и не допуштајќи му на Творецот да го устројува спасението на своето создание. Господ да не спаси од алчноста на тие луѓе. Право е кажано во Светото Писмо, дека бродското јаже полесно ќе го протнете низ иглени уши,
odšto bogatio da влезе во Царството Небесно. Не се вели дека е неможно тоа за него, за богатиот, но се вели дека е претешко. Тогаш кој од богатите може да се надева на спасение? Само оној кој што го има дарот Божи да собира земни блага, за да ги подели со оние што ги нема. Мораме да признаеме дека таквите премалку ги има. Јас лично не познавам тако, но допуштам да го има. Зошто да го нема само затоа што јас не го знам? Сигурно е дека го има и Господ да ги умножи така. Да секој својот дар за богатење со духовни или вештествени блага, да се богатиме во науките и уметностите или во финансиите и економијата, значи да се богатиме за да ги обогатиме сиромашните околу се. Господ да ни го даде тој дар, таа мудрост и таа потреба од љубовна жртва, зашто без љубовта, рековме на почетокот денешнава беседа, нема човек. Нема човек, тоа се зборовите на еден евангелски јудит, кој што 38 години чекаше пред работ во чудотворната бања, да влезе во денот кога еднаш во годината ангелот Господен доаѓаше и ги раздвижуваше нејзините води. Но не можеше да го дочека својот ред, зашто секогаш некој посилен и поздрав од него го претекнуваше. Така е воопшто во животот помеѓу нас луѓе. Здравите и силните ги потурнуваат и ги газат послабите од себе си. Да се сетиме на идеологијата на дарвинизм, која што за легитимно ја смета таа борба. За легитимно ја смета можноста на силниот да го изеде послабиот од себе. Но само тоа не смее да не се случи. Та сите сме слаби, а Христос дојде за сите нас и умре заради нас. Го даде животот свој за нашето спасение. Ако треба да се огледаме на него, зарем не треба и ние истото да го направиме со послабите од нас, како што очекуваме посилните од нас да се жртвуваат од љубов за нас и за нашето спасение. Амин. За Бог. Честит празник.